Би сакал да ви поставам едно прашање. Дали се сеќавате на мојата најкратка проповед? Од 1. септември мејатата година беше тогаш Благојче тука и сега е тука, иако нема сега да има толку кратка. Но вообичаено за Света вечера имаме кратка проповед. Ке прочитаме еден многу познат текст кој што се чита на секоја Света вечера. И денес ќе биде прочитан пред самиот чин. Но би сакал сега да го прочитаме размислувајќи за него. Верувам дека оваа порака напишена од апостол Павле во првиот век е многу актуелна за црквите во 21. век. Поактуелна здравие. Ке отвориме во првото послание до Коринтијаните, 11 глава. И нема да почнеме од 23 стих, туку ќе почнеме од 17. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава. Ќе почнеме читаме 17 стих. Давајки ви ги овие упатства, вели апостол Павле, им пишува на Коринтијаните, јас не ве фалам, зашто се собирате не за подобро, туку за полошо. Замислите, коринтијаните имале еден проблем, кој што мнозина од вас лесно ќе го препознаат. Дали некоја сте дошле во црква не за да доживеете благослов, да ви биде подобро, отолку да сте останале дома, туку за да ви биде и полошо. Подобро да сте останале дома. Во Коринт, во една апостолска црква, имало ваков проблем во првиот век. Но кој бил конкретниот проблем за кој што таму се собирале во некои случаи за полошо? Што ни кажува понатаму самиот текст? Зашто пред се, кога се собирате в црква, слушам дека постојат раздори меѓу вас. И до некаде верувам во тоа. Мудра поставка. Значи, не треба се верува на сите гласини. Кога слушате некој глас, овој рекол овака, оној онака, не треба да верувате 100%. Не значи дека гласините се 100% лага, до некаде постои вистина во сите нив, но немате да му верувате на медиумот, онака како што тој ја пласира информацијата. Не мислам само на електронски и печатени медиуми, туку и на било кој од нас ако стане медиум за пренесување на разни гласини. И апостол Павле со резерва ги примал овие гласови, но мудро покажал дека до некаде верувал во нив, затоа што постои некоја вистина во сето тоа, иако не целосно. Дали помеѓу вас постојат раздори? Дали помеѓу нас постојат раздори? Еве едно охрабрување. Зашто меѓу вас треба да има што? Како велат преводите што ги имате пред себе? Раздори, разлики, некаде вели разлики, разделувања. Знаете што вели оригиналот? Помеѓу вас треба да има ереси. Помеѓу вас треба да има ереси. Зошто? За да се покажат кои?
Зошто треба да има ереси? Како е можно во Божјата црква? Апостол Павле вели на една Божја црква, треба да има ереси. За да се покажат, некаде вели достојните помеѓу вас, проверените помеѓу вас, да се покажат вистинските помеѓу вас. Се сеќавате на една изјава на Елена Вајд? Ако не помогнат други средства, Бог на кој начин ќе ја пробуди својата црква? Пред прогонството е тежок испит, кој што мнозина ќе ги очисти од Божјата црква. Но дали може да настане прогонство ако не биде пробудена Божјата црква? Секјавате како ќе настане, например, денеска живееме во верска слобода, како кој, бидејќи некои се прогонети и ден денес. Но кога вие очекувате да се случи прогонство, например, против вас, конкретно? Секјавате на една изјава големата борба? Нека црквата и денес се врати на првобитната побожност, на првобитната ревност, на првобитната љубов и многу брзо ќе се појави повторно во светот духот на прогонство. Значи, ако црквата не е пробудена, нема да настане прогонство. И сега, ако не помогнат други средства, на кој начин Господ ќе ја пробуди својата црква? Според една нејзина изјава, ќе дозволи ереси. Тука можеме да подразбираме и лажни учења внатре во самата црква. Тука можеме да подразбираме раздори, разлики и догматски, доктринални и било какви, и лични, меѓучовечки. И зошто сето тоа Господ го дозволува да се случува? За да се покажат достојните, да се покаже чистото злато. Во сите тие испити се покажува какви сме ние. Ние лично, поединечно. Каков метал сме ние. Каков сум јас. На испит е мојата вера. Понатаму апостол Павле вели: и така кога се собирате, и сега дава многу по-конкретно толкување на поимот собирање. На што се собирале христијаните? Што било центарот на нивната литургија, на нивното собирање? И така кога се собирате, не е тоа, внимавајте се, не е тоа за да се јаде Господовата вечер. Христијаните се собирале на Господовата вечер. Меѓутоа, конкретно на коринтијаните им вели, кога се собирате, не е тоа за да се јаде Господовата вечер. Значи, вие може да мислите дека денеска сте дошле на Господова вечера, а всушност да не сте дошле на неја. Може да мислите дека ќе јадете Господова вечера, а всушност да не ја јадете баш неја. Како е тоа можно? Зашто на вашите вечери, еве сега кој бил конкретниот проблем, зашто на вашите вечери секој првин си го зема своето јадење, поеден останува гладен, а другиот се опива. Или може би се прејада. Што е ист ефект за човечкиот ум. Зарем си немате куки за да јадете и пиете? Или ја презирате Божјата црква и ги срамите оние што нема? Дали кај нас постои проблем
нашиот заеднички ручек да биде прилика да покажеме дека ние имаме нешто повеќе од некој друг брат или сестра. Прилика некој да биде понижен на тој начин. Дали па некој друг се чувствува толку посрамен, што не ни доаѓа на света вечера, за да го избегне и заедничкиот ручек, затоа што таму нема што тој да покаже. Дали вашите собирања се еден вид саем, на кој што ќе покажеме што имаме, што немаме во нашите домови, или ќе покажеме нашата гардероба, можеби, што имаме, што немаме, и на тој начин од некакви ситници да направиме меѓусебни проблеми и раздори. Тоа се случило во Коринт. Интересно е, постои некое мислење дека под поимот Господова вечера, како да не се подразбирал чинот на светата причест, туку оној агапе, заеднички оброк на христијаните кои што следал потоа. Меѓутоа апостол Павле веднаш, бидејќи очигледно не е света причест кога секој си го носи своето јадење и си го јаде своето јадење. Но потоа веднаш тој зборува за Господовото тело и крв, некако како да ги соединува тие две работи. Веројатно во првата црква, мое мислење, поимот Господова вечера се однесувал на целото дружење. И на светата причест, и потоа на заедничкиот ручек, односно вечера. Во тоа време било вечер. Затоа и останал називот вечер. Зошто вечер? Бидејќи првите христијани се причестувале на вечер, своите богослуженија ги одржувале на вечер, само на вечер. Тоа го потврдува и православната историја. И сето тоа се разбира потекнува од еврејската традиција, пасхалната вечера, или седер Песах, на вечер, тајната вечера, што нарекуваат, или последната пасхална вечера меѓу Христа и неговите ученици. Апостол Павле немал пофални зборови за Коринтската црква во тоа време. Дали би имала пофални зборови за нас? Затоа на крајот вели, што да ви речам? Да ве пофалам ли? За ова не ве фалам. Она што следи се зборовите што вообичаено ги чита. Затоа нема сега да ги прочита. Но би сакал да поставам едно друго прашање. Се сеќавате на Христовото прашање, сакаш ли да бидеш здрав? Било да се работи за човекот во Витезда, било да се работи за некој лепрозен. Зошто Христос ги поставувал овие прашања? Сакаш ли? Зошто Исус рекол блажени се бедните по дух? Зошто рекол блажени се гладните и жедните за браво? Ако му дајете чаша вода на некој што не е жеден, ако му понудите ручек на некој што не е гладен, што сте направили? Дали е тоа нешто што вреди? Меѓутоа, зашто блаженството се состои во гладта и жета и сиромаштијата? Блаженството се состои да сватиме дека немаме, дека не сме, за да бидеме. Оти ние може би сме дошле тука и мислиме дека сме нешто што не сме.
мислиме дека ќе направиме нешто што нема всушност да го направиме. Мислиме дека ќе исполниме нешто што всушност нема да го исполниме. Исус би прашал, дали сакате да бидете чисти, бидејќи рекол блажени се чистите по срце? Кој од нас денеска дошол извалкан на ова богослужение, нека крене рак. Четири други се чисти. Да спомнав стихот, мислам да го спомнав. Бидејќи Исус рекол, блажени се чистите по срце. Дали ние донесме денеска чисти? Дали вие влегувате чисти во купатело, под туш кабина, во када, дали чисти влегувате? Дали во машина за перење ставате чисти јалишта? Господ рекол, сакате ли да бидете очистени? Сакаме да бидеме чисти. Ако бевте чисти, можете да станете дома. Тука ќе се извалкате. Петар посакал да биде чист, се сеќавате. Исус му рекол, ако не те ги измијам нозете, нема да имаш удел со мене. Претходно им рекол, сите сте вие чисти, освен еден. На чистиот треба само нозе да му се измијат. Значи, ако сме дојдени тука и се сметаме за нечисти, непомирени, раздорени, како да речем, ако се уште имаме во главата некој сомнеш, дека овој или ова ми се лути нешто, не ми збори, или ако стварно му се лутите на некој овдека и имате неразчистена работа. Долу имаме една просторија за перење. Не на облека, не на нозе, да ќе верувам дојдевте чисти тука. Се туширавте. Хигиенски дојдевте чисти на богослужение. Туку имаме една просторија за перење на совест и срце. И би сакал да во светлината на овие зборови Божиот дух ве поведе во тој правец. Тешко нам ако мислиме како фарисеите дека сме здрави. Бидејќи лекарот не ни е благослов. Присуството на лекарот не ни е благослов. Никаква потреба, според тоа никаков благослов. Ако мислиме дека сме сити, бидејќи присуството на храната не ни е благослов. Ако мислиме дека сме напоени, присуството на водата нема да ни биде благослов. Никаков благослов. Но ако мислиме дека сме сиромашни, утепани, мртви, болни, упропастени, далеку од тоа што сме биле во првата љубов, во првата вера, кога сите други овдека ги гледавте како ангели, барем таква беше моето искуство. Не е невозможно повторно тоа да бидете, но само ако Господ го допре нашето срце. Ако Господ не очисти, бидејќи друго средство не постои, освен Христовата крв и неговата понизност. Јас ќе ги замолам прво сестрите, а потоа
останатите да пристапиме кон обредот на понизност, а потоа да дојдеме очистени на ова место и да учествуваме на символичниот обред Света вечера, како што ја нарекуваме ние, или Господова вечера, како што се нарекува во Новиот Завет.